окей, дечки, почнуваме. Зборував вчера за негативни мисли, како се справите со негативни мисли, ама некако остава недокажан. А утре, поради тоа што нема да можем да сум на лайв, така да денеска еве едно лайвче. Том Вера Крстевски, поздрав до Австралија, добро утро за вас, добро вечер за нас. Значи, негативни мисли и како човек да се справи со негативни мисли. За тие кои што сте тука, можете да го гледате лајвот од вчера, значи на мојата страна е, така да ве молам одите на страната за да видите зашто зборев вчера, да не се премногу повтарам. Но, она за кое што денеска ќе зборувам е колку повеќе ги протестирате негативните мисли, толку повеќе доаѓаат. Гледайте, ќе ви кажем една работа. Негативните мисли и стравот сакаат отпор. Колку повеќе отпор им правите, колку повеќе ве плашат негативните мисли, колку повеќе ги протестирате. Леле, да не помислам тоа, леле, а шо ако помислиш тоа? Леле, пази да не помислиш, немој да не помислиш. И колку повеќе така се однесуваш кон негативните мисли, толку повеќе доаѓаат. Поради тоа што они се привлекуваат од отпорот кој што вие им го пружате. Колку повеќе пружите отпор на негативните мисли, толку повеќе негативните мисли ќе дојдат. Фактички, гледайте, умот не го разбира зборот не. Ако ви кажам да не мислите на розев слон, ќе мислите сите на розев слон. Зошто? Поради тоа што не го разбира умот не. Немој да мислиш на розев, само да не помислиш на розев слон. Немој да помислиш на розев слон. Не му ставај зелена капа на глава. Немој на розевиот слон зелена капа. Не му ставај бели патики. Не му ставај бели крилја. Нека не лета. Тој лета со бели крилја, со бели патики и така натаму. Зошто? Поради тоа што гледате, ти и да неќеш, нештото доаѓа. Така да, дал ти сакаш да ти дое мислата или неќеш да ти дое мислата, е нерелевантно. Фактички, колку повеќе неќеш да ти дое мислата, толку повеќе мислата ќе дојде. Ја се шегував во Штип, каде ли да бев, и се шегувам, викам, со двојна негација почнувате. Немој да не, пази да не, немој да не, демек два пати. Немој да не се деси, немој да не се деси. Не вика да не се деси, немој да не се деси. И гледайте, целната идеја е, ако ја негираш, ако цело време ја бориш негативната мисла и пружаш отпор и даваш сила и правиш моќ на некој начин на неја, и ја каниш да дојде. На колку од вас ви се случило само да не помислиш нешто неубаво, само да не помислиш нешто недобро, леле да не помислиш нешто неубаво, леле ако помислиш нешто вакво, леле ова ќе се биде, леле ако помислиш нешто ова, леле тоа ќе биде и така натаму. И колку повеќе ги протестираш, толку повеќе ги креираш. Ти не ги креираш. Вчера зборував од кај се искрирани тие негативни мисли. Ве молам одете на вчерашниот лайф и ќе сватите од каде доаѓаат негативните мисли, затоа што негативните мисли доаѓаат од други работи. Но твојот отпор да не ги имаш негативните мисли, тие уствари се зајакнуваат поради тоа што стравот кој ќе види каде имаш ти слабост. Сте видели ли некојаш дека стравот, еве негативната мисла е страв. Стравот секогаш ќе најде, ќе ве клюка таму кај што ви е слаба точка. Ти неќеш ништо негативно да се деси на некој твој близок и се одма стравот доаѓа за тоа. Многу ти е важно, не знам друго, стравот доаѓа на тоа. Е сега, ако ти го игнорираш тој страв или ако ги игнорираш негативните мисли, гледај што ќе се случи. Тие на таа тема на која што си ти индиферентен, тие не доаѓаат. Тие секогаш ќе дојдат стравовите, ајде да кажеме негативните мисли од аспект на стравот, доаѓаат на оние теми на кои што ти си многу заштитнички, премногу ти значи, многу ти е важно да заштитиш, да спречиш, немој нешто да не и така натаму, и се целата таа енергија што ти ја имаш да заштитиш нешто, прави еден тип на слабост на таа тема кај тебе и она што се случува, умот почнува да те клюка и тие негативни мисли доаѓаат баш на тие теми на кои што си ти осетлив. Гледате, негативните мисли и стравот не доаѓаат на теми за кои што ти не си осетлив, на кои што не реагираш. На некој начин таа негативна мисла точно знае, точно те скенира.
На што ти реагираш? На што имаш премногу внимание, премногу загриженост, премногу се обидуваш да заштитиш нешто и оно што се случува, кога таа негативна мисла ќе осети дека ти нешто се обидуваш да заштитиш, оно што се случува, почнуваат да доаѓаат негативните мисли, почнуваат да доаѓаат стравовите. И се гледате, баш го користам зборот да заштитиш, поради тоа што колку повеќе се обидуваш да заштитиш, толку повеќе негативни мисли и стравови ќе почнуваш да активираш, затоа што сега ти не напаѓаш во животот. Гледате, ние ако нападнеме во животот, ти немаш време да мислиш на негативни мисли. Кога имаш време да мислиш на негативни мисли, кога сакаш да одржиш нешто да е статус кво? Колку често сте виделе дадени ситуации кај луѓето каде што некој сака да одржи нешто така да е и у тој момент, затоа што не почнува да креира понатаму, затоа што не почнува да напаѓа со цели. Кога ќе кажам да нападнете во животот, не мислам физички да се тепате, него да нападнете со цели, со идеи, со реализација. Ова сакам да го направам, сакам да излезам од комфорт зоната. Кога ќе излезеш ти од комфорт зоната, ти немаш негативни мисли, имаш на почетокот негативни мисли, но и тие негативни мисли не се лоши. Ќе успееш ли, нема да успееш ли, ама не мислиш кога ќе излезеш надвор од комфорт зоната веќе да заштитиш. Гледаш, ти кога си у комфорт зоната, ти почнуваш да заштитуваш и во моментот кога ќе почнуваш да заштитуваш, а не го напаѓаш животот со твоите цели, со своите идеи, со твоите намери што сакаш да направиш, тогаш негативните мисли почнуваат да те напаѓаат, поради тоа што ти со тоа што го напаѓаш животот, гледате, правиш ограда, еден тип на ментална ограда за да не дојдат негативни мисли. Но во моментот кога ќе стопираш, во моментот кога ќе дојдеш во комфорт зоната, во моментот кога си постигнал нешто, во моментот кога сакаш нешто да го заштитиш, ти она што се случува, почнуваш да си стопиран од твоите мисли. Гледаш, ги немаш твоите мисли. Ги немаш твоите мисли што напаѓаат. Пак да кажам, напаѓаат да креираат позитивни работи. Кога ќе кажам да нападнеш во животот, значи да имаш креативни мисли кои што се добри, конструктивни, убави, со кои што сакаш да изградиш нешто. Зашто ние сме градители, ние сме зидари, ние сме создавачи, ние сме творци, ние сме уметници, ние сме писатели, ние сме некој кој што го прави неговиот живот да биде убав. Е сега гледайте, кога ние го создаваме тој живот, тајната е во создавањето, тајната е во креацијата. Креативниот ум и креативната мисла не поддржува стравови, не поддржува негативна мисла. Некреативноста ја отвара вратата за негативни мисли. Видите, кога сте биле на почетоците во врските со вашиот сопруг и вашата сопруга, сте имале време да мислите негативни мисли. Леле, ноктот ти е крив, ноктот ти е крив, ноктот ти е крив кога нема што да правиш. Затоа што почнеш да мислиш на глупости, имаш толку многу слободно време, ноктот ти е крив. Е сега, ти претходно не си ни сватил дал ноктот ти е крив, затоа што не ти било важно дал ноктот ти е крив, криво зараснет, не знам, ова, она, леле, едното око му е поотворено од другото око, зашто ово му е поспуштено едното од десното од левото, па ќе се слика, па не знам колку бели влакна. И се што се случува, он затоа што нема креативни, конструктивни идеја, почнуваат да доаѓаат мисли, затоа што мислите ти ги имаш. Замислете дека вашиот ум, или вие како битие, зборував за душа, зборував за ум, зборував за такви работи, па не овој лайф, валјда предходниот беше, ние ствараме мисли, ние создаваме мисли. И ако ти не ствараш и создаваш мисли, мислите негативни ќе почнат да те напаѓаат тебе. А колку повеќе им пружаш отпор кога ќе те нападнат, толку повеќе ги викаш. Гледайте, сте виделе ли пример да ви дадам? Затоа што кога нештото го протестирате, кога нештото го протестираш, сте виделе пример, некој ќе протестира надимак. Му ставиле надимак на детево. Он го протестира надимакот, пружа отпор. Што мислите, децава поише ќе го викаат по тој надимак или помалку? Поише. Сте ви се случило ли кога бевме у основно средно училиште, кога не беше некој научил или ние не сме научили, само викаш само учителка, сега само да не ме кренат, 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 само да не ме кренат. Се гледате, стравот пружа отпор, 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 отпор. Колку повеќе неќеш да те крене учителката, затоа што не си научил лекција, имаш страв, пружаш отпор, абе магично она тебе те прозива.
А у моментот кога знаеш, кога сакаш, кога напаѓаш, окей, ќе те стане, ама многу често и не те станува, поради тоа што се вика овој си знае. Се таки во животот. Колку повеќе го напаѓате преку вашата креација, колку повеќе го напаѓате преку вашите цели, колку повеќе го напаѓате животот преку тоа што вие го сонувате, толку помалку имате време да се предадете на негативните мисли. Порано имавме прва програма и втора програма. Видите, прва програма беше поубава за мене, барем порано, кој имаше само 2 програми. Втора програма не гледавме. Ама кога гледаше втора програма? Кога имаше интермецо. Интермецо, за тие што сте помлади, тоа беше период за време на телевизиската програма која пуштава музика, за да се одмориме од гледање телевизија. Се свикаш со 200 канали кои се одмарат од гледање телевизија, се ти имаш интермецо, ама што е интермецо? Луѓе, интермецо е комфорт зона. Ајде да се разбереме, кога луѓето во нивниот живот се на интермецо, така немаат што да прават, немаат што да креираат, не творат и така натаму, што правевме за време на паузата на интермецо? Паузата почнувавме да гледаме втора програма. А втора програма, замислиме, некои хорор филмови пуштаат. И се ти почнуваш да се плашиш поради тоа што си се прешалтал на втора програма. Ма кога се прешалтал на втора програма? Кога дошло интермецо на прва програма, кога дошла пауза. Сега во животот многу често луѓето прават предолги паузи. Некој ќе постигне нешто, ето он дур го постигнувал нешто, он немал време, а се плаши премногу. Он го постигнал нешто, то дошол до стоп. Ето тоа е поентата. Не искусува повеќе, не иде напред, не граба понатаму до животот. Доаѓа тука и се што се случува? Затоа што не го напаѓа просторот, не прави простор, стагнира, животот го напаѓа него. Се додека ти не одлучиш да искрираш нешто убаво и да речеш немаш време да мислиш на негативни работи, затоа што имаш должност, имаш цел да оставиш оставштина во однос на добри дела, оставштина во однос на постигнати цели. Оставштина може да биде физичка, да им оставиш стан на децава, уште боле да им оставиш добар менталитет или умствен став, затоа што може да им оставиш стан, ама ако се паразити, за џабе ќе е станот, боле да им оставиш дисциплина, работна навика, убав став и така натаму, затоа што ќе можат да бидат безбедни на тој начин. Гледате, луѓето безбедноста ја мислат дека доаѓа од материјалното. Видите, човек кој што е безбеден со материјално, тој човек нема многу позитивни мисли, ќе ви кажам. Кога имате луѓе чија што безбедност доаѓа од материјалните работи, тој човек нема самодоверба. Размислете. Сте виделе колку луѓе кои што се страв, сакаш секогаш да има нешто на страна. Не викам дека не треба да си имат пари на страна трнато, аман треба, многу треба. Ама сакам да кажам, зависи со каков став. Може треба да ги вложите тие пари во едно, во друго, во трето. Ама кога имаш човек кој што цело време безбедноста му е само од материјалната работа, луѓе, тој е уплашен. Тој е устрав. И он цело време затоа што е исплашен мисли дека материјалното ќе му ја даде само довербата и сигурноста, а луѓе никогаш не е така, никогаш не е така. Човек кој што секогаш сака материјална безбедност и материјална сигурност, никогаш не сваќа дека е до неговата самодоверба што ќе му ја даде сигурност и безбедност. Не го разбирам тоа. Поради тоа што ти, ако знаеш, ако веруваш во себе, ако си на некој начин креативен и цело време правиш и ствараш и твориш, дефинитивно ќе имаш и физички бенефити, ќе имаш физичка размена, пари ќе дојдат, но она што е уште поважно, ќе ја задржиш твојата самодоверба и сигурност, и кога човекот има самодоверба и сигурност, он има позитивни мисли. Гледате уште нешто што сакам да ви кажам на тема негативни мисли. Негативните мисли доаѓаат кога човекот чувствува дека нема внатрешна сила или самодоверба и сигурност. Затоа што сте виделе ли, например, деца. Деца имаат многу позитивна енергија, они имаат многу креативна енергија, они се многу позитивни. Детето не му го мисли премногу. Зашто? Затоа што он има сила. Порано ќе отидевме 36 сати до Кушадаси ми текна. Се возев 36 сати до Кушадаси со автобус во кој што немаше клима, ама не ми беше гајле, ама имав 20 години. Сега, така, како старееме, си викаш, чекај бе, кај со автобус киеш, па сега ти треба авион, ако не авион, кола, ама колку долго ќе патува, а таму, кога ќе бидеш сместен некаде
А има ли all inclusive? А што има у резортот? Се каков е резортот? Порано кога ќе отидевме некаде, камп, уживаш, не гледаш колку и каде ќе останеш, ми текнува татко ми ќе ми даеше 200 марки, тогаш беа марки. Сине, еве ти 200 марки, колку истраеш со 200 марки у Охрид, толку ќе останеш. Шо вика еден пријател мој, јадевме лепи паштета за промена местни нарезак. Да смениме малку, да не биде само лепи паштета. Менјавме да не биде еднолично местни нарезак, не само паштета. Ама луѓе, ќе издржевме со тие 200 марки, ќе издржевме еден месец, ќе се снајдеш, ќе направиш нешто. И тоа патување поише го памтиш у она што си бил у all inclusive хотел, кај што си бил прејаден, препиен и до бесве си дошол затоа што не си можел да станеш од лежалката, затоа што премногу ти дошло втек на енергија. А ваму кога сме биле млади, ние сме добивале, сме правеле истек на енергија, сме креирале, сме давале, сме твореле. Ни била авантура животот затоа што ние сме го правеле, ние сме го креирале. Дал ти сметало што си одел до Кушадаси за 36 сати, си патувал со, што викаше еден пријател мој, тој полека возеше, возачот на автомобилот вика комешеишта Охрид го возеше патот, толку споро, као да мекеве тука сме ке стигнеме, ама не ти сметаше ништо. Зашто? Па поради тоа што сме биле млади, не сме ни мислеле. А татко ми и мајка ми, тогаш они мислеле, ама деца како, чекај ваму, па ке ти става цела аптека лекарства у куфер за, не знам, 7 денако. И сад, он цело време мисли на последици, мисли на последици. Младиве не мислат на последици. Сега, некој ќе рече, да, ама тоа е од искуство. Луѓе, да се разбереме, искуство е една работа. Ама некојаш луѓе ќе насобрат искуство и дел од тоа искуство 60% им се стравови. Не е тоа некој искуство каде што ти ќе го искористиш тоа знаење па ќе грабаш поише во животот. Не, он насобрал искуство и 60% тоа искуство му се стравови и стопови затоа што животот му ја земала енергијата. Разочарувањата, да не навлагам, вчера зборев што ви ја зема енергијата, идете во вчерашниот лайф. Поентата ми е, кога имате сила, немате време за мислење. Физички, кога човекот ќе оди у теретана, зашто со клиентите мои, иначе работам со клиенти, ако сакате да работите на овие теми со мене, јавете ми се 078-261-771, ми е бројот, некојаш заборавам да ви кажам, може да работите со мене, имате консултации со мене, 078-261-771, како да ги избришете тие негативни мисли, како да се ресетирате на позитивно, како да имате мотивација, за што и да сакате, што и да ви е проблемот, разговараме, еден на еден, не е во група. И поентата ми беше, кога имате сила, кога ќе отиде човекот во теретана, и затоа и терам клиентите да додат у теретана, знаете што е важното? Силата која што телото ја има и умот, затоа што и умот, кога ќе отидете у теретана, кога ќе постигнете дадени таргети, дадени зацртани работи, вие станувате моќни. Земете, комплетирајте работи, земете листа на незавршени работи што ги имате во вашиот живот, што ви се мотаат низ глава. Зашто и тие ви прават негативни мисли. Затворете ги. Запишете ги сите тие работи кои што ви се во умот, нешто што сте требале да направите. Не знам, што и да се работи кои што треба да ги комплетирате и почне да ги комплетираш една по една. Ке видите дека и негативните мисли ќе се намалат. Зошто? Затоа што комплетирањето на работите ви дава самодоверба, сигурност и ја враќа енергијата. Зашто кога ќе почнете нешто да правите, вие вложувате енергија. Ако не ја завршите таа работа, вие сте ја раздале вашата енергија. А за да ја добиете назад таа енергија, вие мора да го комплетирате нештото. Сега, ако не го комплетирате нештото, вие сами сте си ја дале енергијата и ја немате вратено назад. Кога ќе ја вратите назад, имате повеќе сила, имате повеќе енергија и тие негативни мисли не ви доаѓаат. Се сигурно некој ќе се праша, ама ја морам ли све да комплетирам? Не мораш све да комплетираш. Ако ти се одлучил нештото дека не треба да биде комплетирано, знај дека си оставил стопот. Поентата е да го трнеш вниманието од тоа нешто и да го добиеш вниманието назад. Има многу убава дефиниција за контрола од филозофот Хабард. Вели, контрола е старт, промена, стоп. Значи, нештото кога ќе го почнеш, мора да го комплетираш. Затоа што кога ќе го комплетираш, се отвара нов старт.
Кога ќе го комплетираш тоа, се отвара нов старт. И така натаму. И како отвараш нов старт? Ако си го комплетирал нештото, ти си добил самодоверба, сигурно си добил знаење, имаш поубаво чувство, енергетски се чувствуваш високо и со таа енергија и потенцијал почнуваш да отвараш нов процес и на тој начин идеш повеќе и повеќе и повеќе. Што вика тоа Америка, тоа е феноменот на снежната топка, ќе почнеш од мала топкичка и како ја моташ, ќе стане голема топка. Таки со завршувањето на работите. Една по друга, една по друга, една по друга, и она што се случува, почнувате да билдате моментум, односно вашата намера станува јака. Гледайте, друга причина зашто доаѓаат негативни мисли е поради тоа што немате јака намера. Ако човекот има јака намера и ако има јак фокус, фокусот и намерата исто прават ѕид да дојдат негативните мисли. Колку помалку имате фокус и колку помалку имате намера, толку сте послаби. Ајде да се вратиме сега на силова и негативните мисли. Гледате, силата на едно битие, на едно духовно битие, доаѓа од неговата намера. Колку долго можеме ние денеска да одржиме фокус на нешто? Не многу. Гледате, денеска све е направено со дефокус. На еден пријател му праќам едно видео да гледа, вика, жаре големо е, вика, долго е, 10 минути трае. Сега ни 10 минути човек не може да изгледа видео. Сторињата колку се? По една минута. Штрак, ни минута не додржуваме. Така, само врти. Што правиме со тоа? Дефокус. Сега некое дете лектира да му речеш да чита, тој не ќе чита лектира. Ама да прочита лектира дето, мислиш тој е гениалец? Што направил? Лектира прочита. Зашто? Затоа што денеска на помладиве генерации многу е тешко вниманието да им го одржиш. А моќта на битието доаѓа од вашето внимание. Гледате, ние мораме да бидеме способни да го фокусираме вниманието кај што сакаме. И ако не можеме да го фокусираме вниманието, ние немаме енергија. Од што доаѓа енергијата? Енергијата доаѓа од фокус. Гледате, ви зборувам работи како да немате негативни мисли, ама нема да се збуните поради тоа што кажав, сила и енергија ги намалуваат негативните мисли. Ако вие имате дефокус цело време, ако цело време сте у дефокус, не можете ништо да комплетирате што ќе почнете, вие не можете да створите енергија. А кога ја немаш енергијата, доаѓаат негативни мисли. Енергијата која што ти ја имаш е заштитно нешто кое што те спречува да имаш негативни мисли. Се вратиме на примерот на децата и повозрастните. Повозрастните немаат до толку енергија затоа што животот со дадени работи им ги има земано. Зборував за тој подсвесен ум, реактивен ум, каде што се снимени траумите, физички или психички. Физички трауми се физички повреди, не знам, удари, изгореници и се котини така натаму. Психички се моменти на акутна загуба, како што е, например, акутна загуба може да биде дедо баба да умрел. Или закана за загуба. Дефинирува филозофот Хабард акутна загуба како што е смрт на некој, например, на некој што е сакан, например, некој дедо и баба умрел, куче умрело. Кучето се разболело, ама не умрело. Тоа е закана за загуба. Тие работи кои ќе се случат во животот, тие крадат дел од вашата сила. Но има техника и начин како да се ја вратите таа енергија. Гледате, таа е претворена во негативна енергија. Има техника и начин, има преубава книга Дианетика, се вика од истиот автор Хабард. Гледате, таму има техника 10 чекори како негативната енергија да претворите у позитивна енергија. Со самото претварање на таа негативна енергија во позитивна енергија, вие ги враќате не само позитивните емоции, позитивните мисли, поради тоа што емоциите и мислите идат заедно. А зборував вчера и ставовите. Но битно е дека сето тоа доаѓа од некои трауми кои што човекот ги има. Но ако сакате да работите на вашите позитивни мисли без да ги изчистите тие трауми, што мислам дека е најдобро ако ги изчистите траумите, но ако сакате брз фикс, quick fix, го викаат американците, земете да креирате сила, енергија. Зборот енергија се состои од два збора. Ен на грчки е во и ергон е работа. Буквално преведено, ен ергон или енергија значи во работа. Да го цитирам коуч Диков од ATG. Поздрав Боки ако не гледаш. Кажу едно убаво предавање, вели енергијата се создава кога ја трошиш. Гледате, кога ќе отидете у теретана, кога идете да вежбате, ти трошиш енергија, ама ја креираш. Сега, теоретски, некој што ден губи и легачи по цел ден на кауч, би требал да има поише енергија, ама нема. Кога имате повише енергија? Кога ви е исполнет денот со разноразни работи или кога на работа ништо не сте правили и ви било досадно?
Кога имате поише енергија? Кога ја давате енергијата. Ако сакате да имате позитивни мисли, мора да дадете енергија. Ама на што давате енергија? На цел. Затоа што целта ти прави фокус, фокусот ти прави енергија. Во Америка има еден цитат: Energy flows where attention goes. Енергијата тече каде што е насочено вниманието. Океј, немој да протестирате, затоа што сте виделе протестираат, например, сте виделе некоја, не ги протестирајте негативните мисли. Да се вратам на таа поента. Некоја девојка цело време протестирала против мајки. Се карала со мајки. Цело време се карала со мајки. Цело време. Еве тие после 20 години истата мајка. Иста мајката станала. Иста. Сте виделе да се буните против некого, се карате со некого, цело време го протестират неговиот идентитет, го доближувате до вас. Колку повеќе луѓе го критикуваат, се караат, протестираат против некој идентитет, толку поише имаат шанса да дојат до тој идентитет, поради тоа што отпорот кој што човекот го пружа на да се разбереме, имате отпор каде што имате некои тирани, нели, порано имало окупатори, ние сме пружале отпор за слобода. Не зборувам за такви примери. Зборувам за други примери. Секој дневие пружате отпор према мајка ти, пружаш отпор према татко ти. И на крај и татко ти си. Не пружај отпор. Свати дека е тој таков и тој си има свој реактивен ум. Разбери го. Слободата лежи во разбирањето, не во протестирањето. И кога човекот ќе ги разбере механизмите на умот, кога ќе ги разбере луѓето, тој помалку реагира емотивно на нив. Колку повеќе емотивно реагирате на ситуации, толку повеќе ги привлекувате ситуациите. И уште нешто сакам да прочитам за среќа. Ова е од една преубава книга, се вика Патот до среќата, од филозофот Хабард. И вели вака: среќата лежи во зафаќање со активности кои имаат вредност. Видите, среќата лежи во зафаќање со активности кои имаат вредност. Што ви е вредно, што сакате да постигнете? Но постои само еден човек кој со сигурност може да каже што ќе го направи среќен. Самиот тој. Која активност има вредност за вас? Размислете, што ви е важно? Затоа што важноста прави фокус, фокусот прави енергија, енергијата прави акција, акцијата прави резултат, резултатот прави самодоверба, сигурност и сила. Имајте убава вечер. Се гледаме у понеделник. Чао. Убав викенд, празничен.